изградба и продажба на станови, трим и лум. Вкусно! Забраната за пиење водата во 8 охридски села. Поради микробиолошка контаминација, државниот инспектор за храна ја забрани употребата на водата во локалните водоводи во селата Свиништа, Залој, Куратица, Речица, Опеница, Вапила, Косел и Ливоишта. Лабораториските анализи покажале отсуство на хлор, а во некои села откриено е присуство на Ешерихија коли. Од Центарот за јавно здравје велат, причината за загадувањето е нередовно одржување на водоводите. Само микробиолошки не се исправни. Никој не ги хлорират. Никој немат местни заедници, обично микробиолошки не се исправни, не се хлорирани. Тотално не хлорирана веќе 2 години. Ко се правеше онде патон, наводно се пореметило нешто што знам јас за дебарта и нек се го решат. Тоа што се пореметви, што се расипи, се поправат. Нови резултати и другата недела сега после Великден. Согласно законот, местните заедници се задолжени да обезбедат безбедна вода за пиење, но во голем дел од селата тие се нефункционални. Се до надминување на проблемот, надлежните апелираат водата да не се користи за пиење, но доколку се користи, истата да се преврева во трајање од половина час. Инфлацијата изразена преку индексот на трошоците на живот во март 2026 година во однос на март 2025 бележи зголемување од 4,9%, а индексот на цените на мало бележи зголемување од 3,4%, соопшти Државниот завод за статистика. На годишна основа најголемо зголемување на трошоците на живот е забележано кај групите храна и безалкохолни пијалоци за 7,5% и алкохол и тутун за 8,8%. Во однос на цените на мало, најголемо зголемување на годишна основа има кај цените на индустријско-прехранбените производи од 6,9%, прехранбените производи од 6,8%, како и кај земјоделските производи од 6,4%. За ублажување на растот на цените, владата ќе носи мерки по Великден. Според најавата на премиерот Христијан Мицкоски, веднаш по великденските празници се очекува на владина седница да бидат усвоени мерки кои нема да бидат општи, туку конкретно насочени кон ранливи категории граѓани и основни прехранбени производи. Во пакетот се предвидуваат комбинирани решенија како намалување на данокот на додадена вредност, но и поставување лимити на профитните маржи со цел да се спречи ценовен притисок врз потрошувачите. Уште од раните утрински часови градското пристаниште во Охрид е раздвижено и полно со туристи. Нискиот и старото градско јадро се среќаваат групи посетители од европските земји, но и од далечна Азија. Туристите од Малезија, Сингапур и Кина, кои се дел од организираните тури низ Балканот, велат иако се задржуваат кратко, Охрид оставил силен впечаток. Во Охрид сме само еден ден, на пат сме кон Тирана, Албанија. Ова е балканска тура, вчера бевме во Скопје, го посетивме стариот и новиот дел од градот и беше убаво искуство. Македонија многу ни се допаѓа. Денес сме во Охрид и навистина сме воодушевени од езерото, многу е убаво. Гостите од Азија пристигнуваат на Скопскиот аеродром, а заминуваат од Загреб, посетуваат 5 земји, а Охрид е редовна станица. Интересот за регионот според туристичките работници е во постојан пораст. Ко ми креќемо из Скопје и завршаваме у Загребу, значи. Тргнуваме од Скопје, а турата ја завршуваме во Загреб. Посетуваме повеќе градови: Скопје, Охрид, Скадар, Тирана, Котор, Дубровник, Мостар, Сараево, Бихач. Станува збор за долга 7-дневна тура. Драго ни е што започнуваме токму во Македонија. Нашите гости посебно уживаат во Охрид. Балканските тури се реализираат од април до средината на јули, а потоа продолжуваат од септември до декември. Добрата посетеност е потврда дека Охрид е неизбежна станица на туристичката мапа на Балканот.
Општина Дебрца информира дека за прв пат се реализира исплата на субвенции за правни лица кои вршат дејност трговија на мало за периодот јануари, февруари и март. Со оваа мерка се обезбедува директна поддршка на локалната економија и се придонесува кон зајакнување на малите бизниси. Исплатата е извршена за сите правни лица кои досега имаат поднесено барање додека јавниот повик останува отворен до крајот на тековната година. Дополнително, за прв пат се реализира и исплата на субвенции за полагање на возачка дозвола од Б категорија за млади лица до 21 година, жители на општина Дебрца, во износ од 20.000 денари по корисник. Оваа мерка има за цел да ја поттикне мобилноста и самостојноста на младите, велат од општината. Воедно општината воведува и еднократна финансиска поддршка за склучување на брак во износ од 30.000 денари за парови кај кои еден од супружниците до денот на склучување на бракот нема навршено 30 години. Со оваа мерка се дава поддршка на младите семејства и се поттикнува нивното останување во општината. На сите јавни повици поврзани со наведените мерки може да се аплицира до крајот на годинава. Согласно измените во календарот за 2026 година за подигнување отпад од пластика и хартија од кантите за селекција, јавното претпријатие Охридски комуналец ги подсетува своите корисници на услуги од улиците Железничка, Прилепска, Винковачка, Будва, Крали Марко и 8 март, дека на 9 април, четврток, ќе врши подигнување на отпад од пластика и хартија и картон од жолтите и сините садови за селекција. Се молат граѓаните од наведените улици да го почитуваат календарот за подигнување селектиран отпад, како и правилата за одлагање само пластика и само хартија и картон во жолтите и сините канти. Воедно од јавното претпријатие апелираат до граѓаните да не одлагаат отпад на места кои не се предвидени за тоа и да создаваат депонии. Доколку имате отпад кој што не знаете каде да го одложите, контактирајте го јавното претпријатие на телефонот 075 397 944. Дивите депонии не се само грда слика, туку сериозна закана за здравието и животната средина. Дополнително службите излегуваат на терен, чистејќи ѓубришта, трошејќи огромни ресурси кои што им припаѓаат на сите граѓани. Доколку граѓаните го одлагаат отпадот онаму каде што е дозволено на начин кој што е прифатлив, овие пари ќе може да се насочат кон овозможување поквалитетни услуги за сите, велат од Охридски комуналец. Специјалистичка биохемиска лабораторија и ординација Сонце ви донесува метео. Во Охрид денеска имавме сончево и топло време со мала локална облачност. Дуваше умерен ветер од западен правец. Максималната дневна температура се искачи до 20 степени. Утре во Охрид времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди и посвежо. Утринската од 6 степени, а максималната дневна температура до 16 степени. Ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец. Температурите во Македонија утре во интервал од 5 до максимални 21 степен. Следува период на променливо облачно и посвежо време. Утре и во четврток ќе дува умерен до засилен северен ветар кој наместа ќе достигнува и до над 60 км на час. Од четврток утринските температури наместа ќе се спуштат и под нулата. Во петок кон крајот на денот, во текот на ноќта и во сабота ќе има повремени локални врнежи од дожд. Поради продор на студен воздух од север на планините и на некои од повисоките места, врнежите ќе бидат од снег.